западна Украина, која е прозападна и која е секојаш со Европа и со Америка. Нас ни помогна источна Украина. Тоа беше Јакуповиќ, тоа беа луѓе кои беа за добри односи со Русија, кои се работува со Русија, разбирате, ни после тоа со директен, како што го сменија со државен удар Груевски го сменија и Јанукиевиќ. Дали војната настана заради тоа што Украина сакала да стане дел од Чекайте, да. Значи, тоа е првиот дел. Ние да не бидеме некако, да речем, романтични во однос на Украина. Не, чисто поставуваме тези. Не, денешнава Украина никогаш немаше да ни помогне нас, ке беше секоја со НАТО. Разбирате. Таа Украина, која беше блиска со Русија, таа Украина ни помогна нас. Значи, источниот дел на Украина, прорускиот дел, тие ни помогна. Ова Украина со прст нема да мрдне за Македонија. Секогаш ќе беше на НАТО и ќе ги помагаше Косово и другите во однос на Македонија. Тоа да го расчистиме, како прво. Второ, кога се распаѓаше кога во 1900 години се распаѓаше Советскиот сојуз, или кога почна процесот за обединување на Германија. Бейкер, Джеймс Бейкер, државниот секретар на Америка, и си во други линии, на Горбачов му рече: ви гарантирам дека НАТО нема ни за 1 милиметар да се шири према Руската Федерација. Што направија? Дојде 90-те години, разбирате, се обедини Германија. Ама добро сега. Ама чекајте го сега. Немојте така. Не, така. Значи, ветувањата дека НАТО нема да се шири према Руската Федерација ги доби директно Горбачов, тоа се потврдени разговори. Ама независна држава, самостојна држава, сама се залага, сака да стане дел од НАТО, комшијата вели не може. Добро. Како сега бугарите нас не викаат не може да бидеш ти дел од НАТО, ние ќе те бомбардираме тебе. Добро, клучно прашање поставивте. Значи, Украина треба да го да бира дали ќе биде во НАТО или не, нели? Она сака. Значи, треба таа да одлучува. А дали ние треба да одлучуваме кое име ќе го имаме? Така е. Ама не важи. Не важи тоа. Ни го сменија името, така? Сами си го смените. Не го сменија, не, пресилија, разбира. Сами го смениме, подпишавме, али го подпишавме доброволно, не доброволно. Со пиштол на челото. Иако тие беа донесени за таа цел. Значи правда нема. Значи правда нема. Сега ќе ви кажам зашто ова вашата теза дека Украина треба да одлучува дека не е во ред. Во 1962 година американците открија дека на Куба има руски ракети, советски ракети. Октомври 1962 година светот беше прв пат на работа од нуклеарна војна. Америка рече: не може да има руски, советски ракети на американската граница. Го спомнав еднаш Джефри, како му името, Джефри, не Скот, него не е важно. Добро. И како се ика, и Кисичен го има кажано тоа на еден поблак начин, разбирате, доколку и Чесудовски, Джефри Сакс. Така? Да, има кажано. Доколку Руската Федерација се обидуваше да има своји воени бази во Мексико или во Венецуела, тие држави ќе беа уништени. Поради тоа што се на границата на Америка. Истото правило не може да не важи за Русија. Значи, формално правно, секоја држава треба да одлучува со кого и како ќе стапува во сојузи, ама, еве нашето име, не можеме да си одбереме името, затоа што други диктираат. Тоа е таа меѓународна заедница. Значи, Руската Федерација, прво Америка и НАТО се прошли до самите граници. И Русија кажа дека НАТО не може да влезе во Грузија, не може да влезе во Украина. Тоа е факт. Разбирате. Зашто се доведува безбедноста на Руската Федерација во прашање и ракетите ставени на границата од Украина со Руската Федерација вика за 2 минути се во Москва. Такво нешто нема да биде прифатливо. И тоа го кажа повеќе пати и го овие го игнорира.
го земаа русите Крим, затоа што таму е главната, најголемата руска војна база на Крим. Русите рекоа, американците ќе ги дочекаме кога сакаат на Крим. Меѓутоа, никош нема да ја водиме на гости на Крим. Најголемата руска база. А Крим во 50-те години Горбачов им го даде, Горбачов беше украинец, им го даде на украинците, беше руски. Тоа е исто факт. Во 2014 година беа подпишани 2015 година Минските договори, 1 и 2. Ги подпиша председателите на Франција, Германија, Русија и Украина. Да се реши со, нели, кримскиот проблем, Украина да се раштитат работите, да нема НАТО бази и така натака и да се смени ситуацијата. Не ги спроведува. Знаете што ќе Меркел за тоа рече? Тие договори ги подпиша Меркел. Тие договори беа подпишани, вика, да се добие време да се спреми Украина за војна со Русија. Кој е виновен според вас за Војната со Русија, војната не е меѓу Русија и Украина, војната е меѓу Америка и Украина, Америка и Русија, а Украина е колатерална штета. Тоа е основата. Колатерална штета и таа будалетинка Зеленски утре ќе биде прогласен за најголемиот предавник на украинскиот народ, затоа што државата ја уништи во интерес на Америка. Уништена е таа држава, 10-20 милиони луѓе си отидоа, никогаш нема се вратат. Државата е веќе поделена, односно распарчена на некој начин. Никогаш нема да се поврати од овој шок што го такова. Значи, се жртвувани 40 колку беше, пета држава во Европа по население, разбирате? Уништена е таа држава. 600 и нешто илјади квадратни километри има Украина, разбирате? Распарчена, уништена. Нема никој да се поврати. Зашто? Ради американските интереси. Целта на Америка беше преку Украина да ја доведе Русија во војна, да ја фиксира, да ја повлече од меѓународната сцена, не успеа, да може Русија да мора Русија да се концентрира на блиското соседство, со нив да се расправа со Грузија, со Украина, а тие после да владеат во светот. Но и русите вереа дека за 2 дена ќе завршат војната, па е мислам 2 години дека веќе трае. Русите се посрамотија во војната. Никако да заврши. Русите се посрамотија во војната, нас кажано, не успева. Кои се причините, не знам, не сум од тој аспект верификуван да зборува, меѓутоа се посрамотија. Сега одат по некој мало по мало освојување на територија, меѓутоа целта се уште нема постигната. Амбасадоре, како ја оценувате, кажете ми, политиката, надворешната политика на СДСМ овие 30 години и на ВМРО ДПМН исто така овие 30 години, а наспроти нив, каква улога имаше можеби Дуи, знаејќи дека цел време на власт беа овие? Не заборавајте, да почнеме од Дуи. Бранко и другите вика, не така, кога се подпиша договорот во Охрид, што е наша капитулација, тоа е нашата првата сериозна капитулација, после следеа нивици и непријателство со Бугарија, значи тоа е нашата прва капитулација. Сите велеа, командантите на ОНА, на УЧК и на ОНА нема никој да влезат во политика, сите влега. И Бранко после кратко време ги внесува, значи покажува дека неконзистентна политика под диктат на странците. И велам, во целина, од распадот на Југославија до денес, ние секојаш бевме под силно влијание на Западот, претерано, непотребно, често пати ги жртвуваме нашите интереси, тоа го правева сите, и едните, и другите, разбирате. Така да, велам, например, направивме приватизација која ништо не реши, само уништи. 165 вика комбинати, големи предпријатија се уништени со приватизација. Значи Словенија ништо не приватизира, разбирате. Затоа е Словенија позитивен спомен, односно случај, сваќате. 168. Не знам колку 3000 други предпријатија уништивме ние.
Викате и денеска се плаќа на тие стечајци, државата им исплаќа некој синтен придонес, разбирате, допринос, разбирате. Така да, ние како држава никогаш не изградивме една своја национална стратегија. И тоа прво, нели така, од почетокот, на првите избори, знаете, дека победија ВМРО ДПМН, меѓутоа не успева да се формираат влада, вамо, тамо, едно, друго, трето. Свеќате, таа наша длабока поделеност се повеќе доаѓаше до израз. Секојаш беше поважно да умре кожата на комшијата, отколку да заедно купиме 2-3 овци па да имаме млеко да сите, разбирате. Така да цело време се водеше погрешна политика, без долгорочна стратегија и денеска тоа плаќаме цената на тоа. Така да ни едните и другите не може се фалат дека биле државотворни, дека сите им правеа прво отстапки на албанците, сите од почетокот до денеска, и тоа на штета на фундаменталните интереси на македонскиот народ и на работи кои се апсолутно неспорни. Надвор од сите стандарди на меѓународен план. Албанците беа малцинство државата и остануваат. Мнозинството решава. Разбирате. Така да, многу решенија кои се прифатени, кои денеска функционираат, се апсолутно надвор од меѓународната пракса и меѓународните стандарди. Цело време се фалат со Швајцарија и швајцарскиот народ, како и таму се... Албанците цело време, Белгија и Швајцарија им се федерации, им се пример.